Почитувани гледачи, добро вечер. Ново отворено дебатно студио на телевизија Нова на актуелни теми. Вечерва на тема надворешна политика, договорот со Бугарија, односно најавите за потпишување на договорот за добрососедство со Бугарија во август, односно за Илинден, активностите на македонската надворешна политика, декларациите пред се на Светскиот македонски конгрес и Македонскиот манифест. Знаеме дека пред 3 дена беа обзнанети декларациите трите на Светскиот македонски конгрес и Македонскиот манифест. Едната за името и идентитетот, втората за унитарноста, суверенитетот на Република Македонија, третата која што се однесува на договорот, на најавите за потпишување на договор за добрососедство со Република Бугарија. Што е тоа што и се случува на Македонија, како може да се дефинира интензивната дипломатска активност на актуелната влада, какви симптоми може да се препознаат од разговорите и на Заев со Борисов, но и на шефот на македонската дипломатија Димитров со неговата бугарска колешка, какви најави, какви исходи може да очекуваме од овие најави за потпишување на договор за добрососедство, односно од кога датираат ваквите иницијативи, што Македонија може да добие, што да изгуби. На овие теми вечерва со мене во студиото на телевизија Нова се токму оние кои што ги промовира овие декларации пред 3 дена. Евтим Клетников од Македонскиот манифест. Добро вечер, добре дојдовте во студиото на телевизија Нова. И Тодор Петров, прв човек на Светскиот македонски конгрес. Добро вечер и дојдовте. Добро вечер. Поздрав до гледачите, слушателите и до редакцијата. Господа, ги споменав трите декларации во најавата за емисијата. Првото прашање, зошто потреба од вакви декларации? Се надевате ли на некаква позитивна реакција пред се од домашните институции, но и од диаспората која што беше спомената на вашата пресконференција, бидејќи беше споменато дека ваквите декларации ќе бидат доставени до председателот, владата, собранието. Ви делува ли ова некако преамбициозно и пресамоуверено или можеме да се надеваме на позитивна реакција пред се од институциите дома? Еде, господине Петров од вас, па потоа со Клетников. Македонците во татковината и во светот секако изразуваат загриженост од продажбата на македонските национални интереси со цел членство на Македонија во Европската унија и НАТО алијансата. Македонците во светот отфрлаат пристапување на Македонија во Европската унија и НАТО алијансата поради грчкиот и бугарскиот антимакедонизам, грчкиот и бугарскиот геноцид врз македонскиот народ и нацифашистичкото барање на Грција за промена на името на државата и нацифашистичкото барање на Бугарија за промена на јазикот, културата и историјата на Македонија, кои за жал представуваат вредност за солидарност на Брисел и Страсбург кон Софија и Атина. Европската унија и НАТО алијансата не се достојни за промена на името на државата и идентитетот на нацијата. И токму поради тоа Светскиот македонски конгрес и Македонскиот манифест упатија сериозно предупредување до владата и опозицијата да се откажат од најавеното велепредавство, што представува геноцид врз македонскиот народ, продолжение на геноцидот од Балканските војни и злосторство против човештвото, за жал кон сопствената држава и нација. Тие договори што ги најавува владата по однос на прашањето за името со Грција и јазикот, културата и историјата со Бугарија ќе предизвика далекусежни последици по името, јазикот, културата, историјата, интегритетот, суверенитетот, унитарност и државноста на Македонија. И тие дела за нас никогаш нема да застарат. Кога и да е, злосторниците кои учествуваат во ова велепредавство ќе одговараат пред судот на народот и историјата. Тие договори за македонците секогаш ќе бидат ништовни и неважечки. Ова не е реторичко прашање, туку е суштинско затоа што навлегува во основите на државноста на Македонија и токму поради сето тоа и загриженоста на македонците во татковината и во светот. Пристапивме кон декларација
за одбрана на името на државата и идентитетот на нацијата, декларација за унитарност и државноста на Македонија и декларација во врска со најавениот договор за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија, како и заедничко учествување, одбележување на Денот на македонската државност 2 август Илинден, заедно со делегација на Бугарија. Сметаме дека народ без минато нема своја иднина. Во историјата секако важи правилото кому територијата нему историјата. Историјата ја пишуваат победниците. И затоа, ако тргнеме во потрага по вистината во историјата, од аспект на актуелната геополитика, секогаш ќе дојдеме до погрешни заклучоци. Генезата на тоа што денес не се случува се Балканските војни. Во 1912-1913 година, кога е извршен поделба на Македонија, односно окупација врз Македонија од Бугарија, Србија и Грција, и геноцид врз македонскиот народ, кој за жал се уште трае. И после 100 години историја, исти се актерите, исти се интересите, исти се извршителите. Со Букурешкиот договор од 10 август 1913 година Македонија не беше поделена за да се реши македонското прашање, туку конечно да се затвори. И затоа реинкарнацијата после дисолуцијата на поранешна СФР на македонското прашање го отвори прашањето за анимозитетот со целата своја агресија од сите соседи кон Македонија, да ја демонтираат незината државност по сите основи. И затоа негацијата по основ на јазик, име, култура, историја, граници, вера на Македонија. Ние сметавме дека сме должни пред судот на јавноста да ги декларираме од македонските национални државни интереси и единството кое сакаме да го предизвикаме во едно семакедонско движење на сите кои ја сакаат Македонија според можностите, способностите, било каде, било кога, пред било кого, да се борат и да го одбраниме заедно името на државата и идентитетот на нацијата. Имајќи го предвид ставот и на владата и дипломатската активност и на министерот за надворешни работи и ставот кој што го донесе Заев од Софија посредбата со Борисов, некако премногу, затоа кажав во првото прашање во најавата, амбициозно, оптимистички делува. Клетников, ако може одговор од вас, каков одговор може да очекуваме пред се од институциите во Македонија, потоа и од македонците надвор? Дали ова ќе остане како декларација само на хартија и се ќе се спроведе како што некој наумил, или може да има реален ефект? Видете, Тодор добро ги објасни овие есенцијалните содржини на декларациите. Немаме ни јасни тој големи илузии дека тоа ќе биде спроведено, како впрочем што се случуваше и со многу други иницијативи. Меѓутоа, пред ова сакам да дадам еден вовет за историската ситуација наша. Јас не мислам дека нашата денешна ситуација е бележена само од Букурешкиот договор наваму и од соседите, дека само од нив сме загрозени. Знаете, парадоксот кај нас е, парадоксот на ова историска ситуација во која ја живееме, а која според мене е во најкритичен миг од кога што постојат македонците воопшто, ако сакате и милениуми назад, затоа што не само соседите албанците, кои се исто тука, со Тиранската декларација, да не ги заборавиме, грците и бугарите, туку видете Европа и пошироко и Вашингтон пружаат рака на македонскиот идентитет и тоа е страшно. Да се подсетиме на Лисабонската декларација, која европската, она либерал-капиталистичка, либерал-демократска Европа, која што себе си се промовира како демократска авангарда на планетава, нели? А испаѓа дека со Лисабонската декларација, со која се оспорува терминот Македонија во македонското понатамошно постоење, идентитет и така натаму, е фактички враќање во некоја смисла на третиот траех на европска сцена.
Не се тоа преостри зборови. Нашето искуство со Европа е тако. Европа посегнува да го ликвидира нашиот идентитет. И јас мислам дека и нашите политичари, и нашите водствата на нашите елити, политички воопшто не им е јасно што е тоа име. Вие ако земете и во некои водечки, филозофски авторитети, кај Хајдегер, кај Бенјамин, воопшто они имат есеи за јазикот, за името. Името е Бог, велат. Во него престојува Бог. И тие се повикуваат и на Стариот и на Новиот Завет, ако сакате и на хиндуизмот и така натаму. Значи, ние треба да свати, инаку, зошто е тоа поместување на името со една буква, со префикс или суфикс, со придавка или... Парадоксално, вие прашајте ги европејците, тие не знаат да ви одговорат зошто е тоа поместување на името. А ние знаеме зошто. Јас барем знам. За да се изфрли од пралежиштето името, од исконското лежиште, и со тоа да се укине историската меморија на еден народ. Видете, вие кога наречат Северна или Вардарска Македонија, било како вие веќе не сте Македонија. Тогаш апостол Павле не дошол кај вас во Северна Македонија, туку дошол во Македонија. А намерата е со тоа тој цивилизацијски, културно-цивилизацијски имот кој е македонски да им се даде на грците. Сега доаѓаме и до бугарите, до договорот со нив. Намерата пак со нив е да им се даде словенскиот имот кој што тие го украдува, се го пригравија, културно-цивилизацијски Кирил и Методи, Климент и Наум, Охридска книжевна школа, Богомилите, 4 века и така натаму, да им се даде на бугарите. Не само тие посегаат по имотот, по преродбенскиот имот, македонски од 19 век. Тие велат Гоце е бугарин, браќа Миладиновци се бугари и така натаму. И со тоа македонците да останат некој народ без идентитет, што немаат историја, што немаат културно-цивилизацијски имот и така натаму. Сега, има тука една стапица на која не ловат бугарите. Гоце Делчев се пишувал бугарин негде. Ние знаеме дека златната книга на нашата преродба, зборникот на браќа Миладиновци, е објавен како български народни песни. И како да реагираме тука? Меѓутоа има едно нешто што се вика контекст. Латинската поговорка пред фактите и боговите молчат, се изгледа дека не важи во историјата. Има еден сјаен, еден од водечките историчари светски Арнолд Тојнби, англичанец, кој вели: фактите во историјата не важат без контекст. И сега ние треба да видиме зошто зборникот на браќа Миладиновци е български народни песни. Зошто не го објавиле бугарите? Зошто не го објавиле ни словенофилите во Русија? Туку се враќа премрзнат од таму, нели, кога вели он, овде е мрачно и мрак ме обвива и студ и така. Тоа не е физичка студ, туку психолошка студ. Од своите, од браќа, словенофили и така. И по некоја историска среќа, на враќање кон родната струга, Миладинов Константин се среќава во Виена со Штросмаер, кој ги поставува темелите на Југославија, нели, еден сјаен космополит на кому треба на Скопскиот плоштад да му се крене паметник, а заборавиле нашите креатори на паметници на него. И тој го издава зборникот. Му ја дава својата вила, слугинка, се што има. И му сугерира да стави уште 70-80 песни бугарски. Чолаков. Зошто? Значи, еве ги бугарските песни, а другите се. И така натаму. Зборувам за контекстот. Или они велат, па Гоце Делчев се пишувал тамо бугарин, Мисирко вамут, и тоа е точно. Меѓутоа, еве да видиме за Гоце Делчев. Со него, во неговата чета, бил најголемиот бугарски поет, ја мислам, до сега, Пејо Јаворов. Тој бил страшен, овака поклоник на македонизмот.
и водел дневник за четата и за Гоце Делчев, за неговите мисли, идеи, секако. И таму на едно место има запишено. Мисла од Гоце, изрека, вели, и над Македонија, чие огрее сонце, но тоа сонце нема да биде бугарско. Еве го контекстот. Значи, и сега, кога се сретнаа во Софија, да се вратам на in medias res на темата со бугарите, за тој фамозен договор, кој апсолутно сум сигурен ќе биде на катастрофална штета за Македонија и македонците. Тоа можеме уште сега да го кажем пред вашите гледачи. И што рече Бојко Борисов, договорот ќе биде подпишан на јазикот во Уставот. Номиниран. Што значи тоа? Нашиот јазик не е уставен. Тој не е производ на Уставот, туку е јазик со искон, јазик со столетија со кој екзистира. Што значи? Тој одбегна да ја употреби Бојко Борисов, малку да ја активира барем својата интелигенција. Национализмот ја блокира, знаете, не само карактерот, туку и интелигенцијата. Употреби, не смееше, не се осмоли да ја употреби синтагмата македонски јазик, од која тие се плашат како жив ѓавол. И еве го тоа, значи, они не признават јазик, не признават националност, не признават идентитет. Тие признават територија, само територија. Или тие први не признах. Меѓу првите држави. Мислам, ако не и први. И тие со тоа се гордат. Меѓутоа, што призна? Призна држава, територија. Мислам дека тогаш беше Желју Желев преседател. Тој е по вокација филозоф, меѓутоа, веројатно и нему служи на чест што не се изјасни за нацијата и народот, туку играше на таа карта на држава. Тој, ако се сеќавате, напиша предговор на книгата на Димитар Димитров, која застапува тезата дека ние сме бугари. Тогаш тој беше министер за надворешни работи, мислам, на Македонија, па потоа амбасадор во Софија. Јас напишав една колумна тогаш во Утрински вестник дека еве ние имаме, односно бугарите имат двајца амбасадори во Софија, едниот во Москва, едниот од Софија, другиот од Скопје, како што беше. Тој Желју Желев напиша предговор за таа книга на Димитар Димитров, со што де факто ја признаа на бугарската теза дека ние сме бугари, дека нема. Па и Петар Стојанов, мислам, на вашата телевизија вчера донесовте неговата изјава дека они никако не можат да се откажат од нивната најубава, најромантична историја, историјата на Македонија и нејзиното културно-цивилизацијско наследство, кој тие едноставно го украдоа и тие по онај психолошки ало ефект сега викаат македонците крадат. Знаете, јас крадам и викам држете го крадецот. Имаше такви изјави од бугарски европратеници, ќе се навратиме на нив и на средбата Борисов Заев во Софија, најавената овде во Скопје. Почитувани гледачи, тука правиме куса пауза за реклами, останете со нас, се враќаме набрзо повторно во студиото на ТВ Нова. Почитувани гледачи, повторно назад во студиото на телевизија Нова со нашите вечерашни гости Тодор Петров и Евтим Клетников. Господа, ги споменавме декларациите во првиот дел. Се спротивставувате на договорот, најавениот договор за добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија, но во декларациите и самите предлагате договор за траен мир и добрососедство меѓу Македонија и Бугарија, но како што се вели врз принципот на еднаква сувереност, што подразбира заемно почитување и разбирање, соработка по сите прашања од заеднички интерес и немешање во внатрешните работи. Токму ова немешањето во внатрешните работи беше една од причините и досега да не биде подпишан договорот. Бугарија имаше поинакви сваќања за тоа како треба да биде скроен договорот, што подразбираат подмешање во внатрешните работи на Бугарија, како Македонија ги утврдува релациите со малцинството кое што живее во Бугарија. Во што би се разликувал ваквиот договор кој што вие го предлагате од оној кој што
се има намера да се потпише. И како гледате на оние работи кои што се случија при посетата на Заев во Софија? Ги спомена Клетников паметниците, поклонувањето пред Самуил, најавувањето на ист таков чин и при посетата на Борисов во Македонија. Иста тежина ли ќе има? Истото ли, со исти став ли е Борисов како што е Заев? Имате ли таков печат? Договорот меѓу Македонија и Бугарија за добрососедство што е во фаза на потпишување, впрочем не е договор за добрососедство. Тој е против добрососедството, затоа што договорот подразбира доверба за заеднички интереси меѓу договорните страни. Во случајов не постои таква доверба. Може само да ја продлабочи овој договор недовербата на македонците кон Софија и разочарувањето од велепредавството кон Социјалдемократскиот сојуз или актуелната влада доколку стави подпис на еден ваков договор. Македонија за Софија е дел од Бугарија, затоа договорот за добрососедство во кој македонците се бугари, како што тоа го барат со препрочитување на историјата и препечатување на учебниците по историја, во кој македонците се бугари, за нас не представува ништо друго освен велепредавство. Затоа што ако и го продадеме, ако се продаде името на Грција, јазикот, културата и историјата на Бугарија, црквата на Србија и територијата на албанците и Албанија, од Македонија и од македонците повеќе ништо нема да остане. И затоа сметаме дека овој договор кој сега го нудат владата во Македонија и на Заев и на Бојко Борисов, нема да ја промени политиката на добрососедство кон подобро за двата народи, туку напротив ќе ја продлабочи недовербата и верувам дека ќе ја доживее истата судбина како Сан-Стефанскиот договор од 3 март 1878 година, кој бил голема амбиција и до ден денес е неизживеана романса за актуелната власт и за Бугарија. Меѓутоа траел 3 месеци. После руско-отоманската војна во 1877-1878 година, со Сан-Стефанскиот договор од 3 март 1878 година, тоа е мало село до сегашен Истанбул, Русија оформува така наречена Сан-Стефанска Бугарија, во која што влегуваат делови од Одринска Тракија и цела Македонија, делови од Србија денешна, дури Корча од Албанија. И со овој договор Русија сакала да излезе на топлите морија, на Медитеранот, преку Солун и Кавала. Незадоволните страни Велика Британија, Франција и Германија во рок од 3 месеци свикуваат конгрес на кој што се редефинира Сан-Стефанскиот мировен договор. Ослабнетите од војната Отоманската империја и царска Русија ги прифаќаат таквите притисоци. Од 23 члена 18 се ревидираат и практично со Берлинскиот договор Бугарија се враќа во границите на Бугарското кнежество со автономија под Отоманската империја, Источна Румелија и Македонија со член 23 со намера да добие статус на автономија во рамките на Отоманската империја. Тој Сан-Стефански договор и денес бугарите го слават како национален празник. Практично не може да ја преживеат загубата дека Македонија не останала со Сан-Стефанскиот договор во рамките на голема Бугарија. Целата култура и историја после Балканските војни е инкорпорирана од окупираниот дел на Македонија во Бугарија и затоа денес за нив историјата и културата на Македонија не се ништо друго, туку бугарски, и Македонија е дел од Бугарија. Македонците се бугари. Во вчерашната изјава, впрочем, Петар Стојанов, председателот на Бугарија од 1997 до 2002 година, самиот декларира дека
дека Македонија за Софија е дел од Бугарија, Линденското востание е бугарско востание. И без тие страници не е комплетна историјата на Бугарија. Практично прославата на 3 март во Бугарија е прокламација на директни територијални претензии кон територијата на Македонија. И затоа тие воопшто не го признаваат идентитетот на македонскиот народ и на македонскиот јазик. Таква една имавме декларација обид за нормализација на односите меѓу Македонија и Бугарија со во 1999 година, 22 февруари. Тоа е декларацијата за пријателство и добрососедство што ја подпиша тогашните премиери на Македонија и Бугарија Лјупчи Георгиевски. Но тоа е декларација, не е договор. И Иван Костов. Тоа е декларација, не е договор, меѓутоа го има истото значење затоа што го подпиша службени лица на двете држави. За жал, одредбите од времената согласност помеѓу Македонија и Грција од 13 септември 1995 година, со кои Македонија се откажа од грижата за положбата и правата на македонците во егејски дел на Македонија, тогашната актуелна влада на ВМРО ДПМН ги препиша во таа декларација со Бугарија. И кога СДСМ ги обвини на ВМРО во собранието дека ги продаваат националните интереси, државни интереси на Македонија и македонскиот народ, одговорот беше го препишавме тоа што вие веќе еднаш го договоривте со Грција и практично не се покрена прашање за било каква одговорност. Во таа смисла сметам дека сите овие средби, договори се во функција Софија да го злоупотреби правото на вето за членство на Македонија во Европската унија и НАТО алијансата, за да конечно го затвори македонското прашање со еден ваков договор македонците да ги прогласи за бугари, а Македонија, како што Божидар Димитров вели, втора бугарска држава на Балканот. Ние сметаме дека договорот не би требало да се склучи. Председателот на Републиката треба да реагира. Кога ќе дојде законот за ратификација, евентуално доколку биде склучен во оваа форма во која што сега ние го познаваме, зашто е во тајност, да го отврли указот за негово прогласување и дефинитивно да го затвори прашањето за името со резолуција до Генералното собрание од Обединетите нации, со кое членството во Обединетите нации Македонија ќе го продолжи под единственото име со можност за употреба на уставната додавка. Тоа се барањето до председателот на државата кој што ги има во декларацијата. Тие се барањата во оваа декларација за одбрана на името на државата и идентитетот на нацијата, затоа што без тоа сметаме дека притисокот кој што се врши врз Македонија ќе ефектуира во промена на името на државата во односите со Грција и промена на јазикот, културата и историјата на Македонија во односите со Бугарија. Клетников, една од идеите на средбата Заев Борисов, која што произлезе од таму, е она идеја за заедничко чествување на Илинден. Тоа не е ексклузивна идеја на Заев. Се сеќаваме дека и Бучковски имаше една таква идеја кога беше премиер. Кои се негативните или позитивни? Има ли негативни позитивни ефекти од таквата идеја? Па, таа идеја во стартот е катастрофална. Прво да се вратам на нашите, па потоа да одиме на бугарите. Знаете, ние од почетокот на така нареченото самостојување, кое е под знак на наводници, по се она што ни се случуваше, но сега немаме време таа тема да ја разглобуваме на делови, нели? Ние сме во некоја страшна дефанзива. Ние сме, да речеме, на некој начин наклеветени, како виновници, како некои што узурпираат. Вие знаете, јас тогаш бев негде после 2001-та, кога беше онај страшен терор врз македонците, бев во Париз. Имав една стипендија, јас не можев да ги убедам французиве дека македонците се невини во тоа. Тие терористите ги прогласуваа за ангели, а нас за демони. Тоа пишуваше во Монт, во Ла Републик и така натаму другите.
И што сакам да кажам? Сакам да кажам дека не ја прифативме таа како вина, дека сме вина. Нели, Изаев изјави во една прилика, па како само ние со никој да не сме добри и така. Може би треба вината да Значи бараме во еден мазохизам или така да кажам, во една несвес за себе, за историјата, за идентитетот. И поентата ми е во тоа што и двете наши политички елити македонски, големи, го подкусурува од почетокот до сега идентитетот и се уште го подкусуруваат и тоа се, знаете, чинови на велепредавство. Пазите, ако се направи една анатомија на тие велепредавства, тоа ќе испадне страшно. Никој не се обидел до сега, но веројатно ќе се направи тоа. Зошто? Ако сакате и најневино да појдеме, самиот чин на прифаќање, на разговарање или преговарање за името, она од кој извира животот, знаете, ако сакате, земете ги митовите, архаичните народи, Библијата, светите книги, сегде името е означено како праизвор, како извор на животот. Случајно е тоа што посегаат по името и Европа и ова. Она што велеше Блаже Конески, големо ни е името, ќе посегнат да ни го земат. Значи, ако ти го името претумбаат, ако му стават нож на гркланот, тоа ще не постоиш. Баш ова, еве да се вратиме на архаичните култури. Тоа е името и затоа Значи, самото прифаќање од наша страна, од почетокот да се преговара, разговара, е чин на велепредавство. Пазите. Ние самите се согласуваме да се само ликвидираме со тие. И сега одврзете се од тие. Во тој контекст е и сега ова идеја, што ни е наметната, нели, европејците што доаѓаат кај нас, Хан, Могерини, решете ги споровите со соседите, а на соседите не им велат, решете ги добрососедските односи со македонци. Пазите, само на македонците им велат. Тие се виновните, другите се жртвите. И грците се жртва што сакаат идентитетски да не ликвидираат заради приграбување на античкиот имот со Александар, со Филип, со библиската слава на името до Свети Павле. Нели? Сега имаше една иницијатива од Павлополос да се изгради, Грција да донира еден паметник на Александар Македонски, според нив грчки, на Советот на Европа. Што значи тоа? Тоа значи дека сепак они длабоко во свеста знаат дека тоа не е нивен имот. Едноставно тој не се вика Александар, грчки Александар Македонски. Тоа ги воде. А зошто тие не донираат на Советот на Европа, да речеме, еден Перикле, Сократ или Перикле, кој го смета за извор на европската демократија, нели? И така натаму. Сега. Истиот случајот и со бугарите. Они во подсвеста знаат дека тој имот кој го имат украдена, нивен романтичен, културно-цивилизацијски, огромен, после во христијанската цивилизација, нели? После Христа, словенскиот имот, Кирил и Методи, спомнав и други, така, се до богомилите и понатаму, знаат дека не е. Вие знаете каква хистерија се крена во Бугарија кога Путин рече дека изворот на писменоста доаѓа од Македонија, на нашиот преседател. Тогаш и Бојко Борисов, до Захариева, нивната министерка, падна во паника. Знаете, они се свесни дека тоа не е нивно. Има историски податоци, ја ќе ви кажам за Методии, да речеме, од двајцата браќа. Постојат податоци дека тој е пратен на границата со Бугарија, тогаш на Византија, од византискиот цар Михаил, да го освести населението, кое било доста апатично во таа смисла, за да ја чува границата на Византија од бугарите. Тој негде дошол, негде до мојата родна Мелешевија, на изворот на Брегалница, каде што е создадено во градот Равен, кој не е уште пронајден, и глаголицата не. Сега, парадоксот е како може да биде бугарин, тој кој е ангажиран од Византија да ги брани границите на Византија и така натаму. Значи сега да дојде Бојко Борисов на Мечкин камен,
на најславното македонско востание, ако сакате, да го чествуваме заедно. Добро, тоа е во ред. Да дојде, ама тој веројатно ќе има некоја поздравна реч. И тоа би било во ред, ако рече во таа поздравна реч браќа македонци. Кому ќе му се обрати Борисов при... Да речеме, ако се брат, да се обрати браќа македонци. И какво ќе биде чувството на Борисов, кому му се поклонува? На царот на Бугарија, во која што спаѓа и територијата на денешна Македонија, во која што спаѓа денешна Македонија, со таква мисла? Или испреплетување на заедничката историја, кој инаку го толкуваат во Софија? Кога би рекол он, браќа македонци, вие сте еден храбар народ и јас денес присуствувам на местото на кое гинеа храбрите македонци за автономна Македонија. И со тоа ќе ја придобие симпатијата на Македонија и едноставно ќе се откажат бугарите од нивната филозофија, јас ја викам на хиената, да го зграбчат се што е македонско. Видите, јас би го одвел него, например, во Ваташа. Зашто да не? Тоа би бил голем чин. Како може германци да одат? Кој беше германскиот председател, тоа сега не можам да сетам, да отиде во Аушвиц да се извини за германскиот геноцид на евреите. Да, ама германците не велат дека евреите не постојат. А во случајов на односите со Бугарија, Софија е еднострана и дефицитна. Да. Македонци не постојат. Затоа што основата на бугарската држава е антимакедонизмот, како што е антимакедонизмот основа и на Хеленската република Елада, односно Република Грција. Заев најави, односно не отфрли идеја во Бугарија и за ревидирање на дел од учебниците по историја. Треба ли да си направиме бришење на колективната свест за улогата на Бугарија за време на светската војна, само за да задоволиме некои апетити на нашите соседи? Па затоа и барањето, ако бараат да го прославуваме заедно Илинден, тогаш, бидејќи сме ист народ, вреди да го одбележиме и Асном заедно, бидејќи Асном е продолжение на круна на Илинденското востание со прокламацијата за самостојна и суверена македонска држава. Меѓутоа, проблемот е што Бугарија во Втората светска војна е воската на Хитлер, на фашистичка Италија и нацистичка Германија, а Македонија е во антифашистичката коалиција и македонскиот народ. И сега тоа треба да го прикажеме во една розова варијанта? Веројатно се работи за големо ретуширање на историјата и затоа барат се што ги разобличува лагите на Софија да биде променето во учебниците на Македонија. Затоа што сведоци бевме и на поранешната министерка за надворешни работи на Грција, Пандора Вакојани, која кажа: македонците се производ на студената војна. Ние историја за Македонија еднаш веќе напишавме, по втор пат тоа не мислиме да го правиме. И затоа не случајно и средбата во Солун помеѓу премиерите на Бугарија, Србија и Грција, за да во договорот на обединување против Македонија со агресија по сите основи, за да се избрише и демонтира македонската државност. И не случајно се договорот со Грција за името, договорот со Бугарија за јазикот, културата и историјата, албанската, односно тиранската така наречена платформа, во суштината на сите три овие процеси, па и изјавата на министрот за надворешни, сгрешивме што ја признавме Македонија од Србија под незиното уставно име. Во основата на сите е демонтажа на државноста Македонија од етнологија да се демонтира во чиста географија. И затоа обидите да се смени името со географска одредница, со сите лаги како алиби зошто тоа се прави, сменето е, ама не е сменето, како на бугарскиот виц, тази дупка не е дупка, за да самите се убедиме дека тоа што власта ќе го договори со меѓународните посредници заради членство Европската унија, НАТО, не е никаква промена ниту на името, ниту на идентитетот. Јас се чудам зошто Сојузот на борците, ако има доблест
не се огласат, за да кажат со кого војуваа во Втората светска војна, со кои фашисти во Македонија војуваа во Втората светска војна. За да ги прекриеме сите споменици, спомен обележја каде што се наведени жртвите поименечно на бугарскиот фашизам во Македонија. Се разбира, нам ни треба договори за добрососедство, за траен мир и добрососедство со сите соседи. Ни требаат декларации за помирување помеѓу македонскиот со сите соседни народи. Меѓутоа, врз основите на меѓународниот принцип еднаква сувереност. Тоа значи взаемно почитување по сите прашања од заеднички интерес, на реципроцитетна основа и со немешање во внатрешните работи. Ова што денес се случува е грубо мешање на сите околу нас во внатрешните работи на Македонија. И затоа вложија во инсталација на марионетска влада која ќе може сите овие барања да ги реализира, за да на крајот завршиме како 1995 година. Го склучија времената согласност со која договорија промена на името и знамето на државата, за да на крајот ни кажат, па ние не ви го сменивме името, односно знамето, вашето собрание, законодавниот дом го гласаше законот за новото знаме на државата Македонија. И затоа и апелот до меѓународната заедница, односно до Европската унија и Соединените американски држави да сте останат доследни на признавањето на Македонија под државното име, што тоа го направи американската администрација во 2004 година. Иако и тоа тогаш го сторија за да го минираат референдумот за локалната самоуправа на територијалната организација на локалната самоуправа. Ја признавме државноста под името Македонија за да ги спречиме националистите во организацијата на референдумот за територијалната организација на локалната самоуправа, како што беше изјавата на председателот Буш и Кондолиза Рајс во таа година. Во контекст на активностите интензивни последниот период на македонската дипломатија, доаѓа Нимиц од Скопје оди во Атина. Во исто време разговараме со Бугарија интензивно, најавуваме договор за добрососедство, подпишување на Илинден. Од еден друг документ наречен албанска тиранска платформа произлезе закон за јазици кој што наскоро ќе биде во парламентот главен камен на сопнување дали пред локални или после локални избори. Сите овие работи се случуваат во исто време, речиси. Еден поранешен амбасадор на Македонија во Софија при едно гостување овдека, говорам за Георгиевски, рече дека дипломатијата, мислејќи и на македонската и на оние со кои што водиме разговори, дозволува известен степен на нетранспарентност, но колкав е тој степен, во колкава количина е дозволив за македонската јавност да нема увид во она што еве на пример во моментов се разговара со Бугарија. Дали само тоа кое ќе не биде сервирано во собрание во вид на документи кога ќе за него има расправа, дали е тоа дозволива само таков степен на транспарентност? Затоа ние имаме три суштински барања во овие декларации. А тоа е отфрламе референдум, ратификација на меѓународен договор и промена на уставот со цел промена на името на државата. Бараме безусловен крај на разговорите за разликата со владата во Атина за државното име Македонија и продолжување на членството во Обединетите нации под државното име Македонија со можност за употреба на уставната додавка република, како јасна разлика од истоимената северна провинција на Грција и југозападна провинција на Бугарија, без латинична транскрипција на македонскиот јазик, туку на англиски јазик Republic of Macedonia, со меѓународниот код МК, односно МКД, независно од историските хипотеки од Балканските војни во 1912 и 1913 година, кога е извршена окупација врз Македонија и геноцид врз македонскиот народ, кој за жал се уште трае. И трето, отфрламе пристапување на Македонија во сојуз со Европската унија и НАТО алијансата, затоа што Европската унија и НАТО алијансата не се достојни за промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Мора да ставиме крај на овие прашања, затоа што членството во овие сојузи на држави
значи демонтажа на државноста и на идентитетот на македонскиот народ. Затоа и обраќањето на Светскиот македонски конгрес и Македонскиот манифест до сите патриоти, до сите македонци, пријатели на Македонија во целиот свет, за обединување и единство во акција со сите расположиви дозволиви сили и средства, пред секого и во секое време за одбрана на името на државата и идентитетот на нацијата. Меѓутоа, по моје лично мислење, најголемиот проблем во Македонија не е дефицитот на демократијата, туку суфицитот од врховизам, кој што е еднаков на колаборационизмот, а историски го изнудил како негов производ анархизмот на овие простори. Врховизмот како феномен, по моје лично мислење, е сервилност на не тоа етничко прашање, туку геополитичко, а значи сервилност на определена номенклатура која во отсуство на доверба од сопствениот електорат, мандат за власт во Македонија бара од некоја од соседните или било која друга метропола. Во 20. век тоа барање било упатено кон Софија, Белград, Атина, а во 21. век кон Брисел, Страсбург и Вашингтон. И практично се повторува една историска генеза. 1893 година македонците го формирале ВМРО во Солун со Централен комитет за македонска држава, суверена и самостојна, Македонија на македонците. 2 години подоцна, 1895 година, под менторство на бугарскиот цар во Софија се формира Врховен комитет на ВМРО и почнува повеќе годишната деценијска братоубиствена војна меѓу централистите и врховистите. И производ на тие односи рефлексијата кој денес се случува во Македонија, во политичките елити, за декларацијата меѓу Ѓоргиевски и Иванов, Јоан Костов од 1999 година, ВМРО беше обвинет дека ги продава националните и државните интереси, посебно во формулацијата за јазикот, дека декларацијата е подпишана на јазиците во уставите на двете држави. Меѓутоа, она што денес го работи СДСМ е на иста линија на тогашните софијски врховисти. И не гледаме никаква разлика, освен што извршена е обична смена на власта, со марионетска влада, која под менторство на Калето пред се, има за задача да го спроведе велепредавството. А тоа е промена на името и договорот со Бугарија за македонците како бугари, а Македонија како втора бугарска држава. Ние со сите сили и средства ќе се спротивставиме и затоа и нашата иницијатива во предупредувањето до владата и опозицијата да не го реализираат велепредавството кон државата и нацијата. Затоа што нема точка на земјината топка на која што отпосле ќе може да се скријат за да уживаат во парите за предавството кон татковината. Туку одиме со втора куса пауза за реклами, потоа сакам малку да разговараме и за тоа, споменувате отфрлање на референдум во контекст на прашањето за името со Грција, сакам да поразговараме и за во таа насока и за договорот со Бугарија. Правиме куса пауза, почитувани гледачи, останете со нас, одиме на реклами, па повторно финишот од вечерашното отворено студио. Во финишот на вечерашната дебата со Тодор Петров и Евтим Клетников околу најавениот договор за добрососедство со Бугарија и сето она што ни се случува во разговорите за името со Грција, она што произлезе како производ од така наречената тиранска платформа. Споменав, господине Клетников, пред рекламите дека овдека се бара отфрлање на референдум и ратификација на меѓународен договор и промена на уставот заради промена на името на државата Македонија во декларациите. Што станува со договорот за добрососедство со Бугарија? И да биде подпишан и да биде во собранието пред пратениците, потребно ли е народно изјаснување за таков вид на договор? Потребен ли ни е референдум и за договор со Бугарија? Да. Право за референдумот за името, бидејќи има два, мислам.
сум дека априори треба да се отфрли таа идеја и македонски манифест веќе неколку пати, специјално и до ВМРО ДПМН се обрати да го избриша тој неубав параграф од нивниот манифест, меѓутоа веројатно се тврдоглави, па не сака да призна дека сгрешиле. Еве сега испаѓа како СДСМ да ги копира и тие го стават. А што е работата? Референдумот прикриено, ја мислам, го форсира и Брисел, Европа, затоа што тие знаат дека со референдум може да се манипулира. Фактички ние имаме едно многу лошо искуство со референдум. 2004 со територијалната територијалниот проект со кој ја изгубивме половина Македонија, Западна Македонија. И тоа значеше една мека, ако не имал се потврда федерализација. Ние зборуваме дека не треба да се федерализира, а фактички е веќе федерализирано. Одете од стража натаму, дали ќе видите македонско знаме, да речеме. Ни треба ли така натаму испитување на пулсот на народот и за договор со бугарите? Да, само уште за ова да кажам една реченица. Немате право да го ставате името на референдум, бидејќи е тоа нешто што е најсвето. Не е добиено на референдум и не може да се става. Плюс тоа за него гинеле генерации и генерации, младичи и девојки го положувале својот живот. И потоа немаме право да го ставиме на референдум и во име на неродените идни генерации македонци, да не се срамат од нас, да ги... И сигурно ако биде на референдум го губиме името. Затоа е многу опасно. Губиме бидејќи знаете со пописот како се случи. Цела година чекавме резултат од пописот додека не се наштима дека нашите рамковни пријатели се 20%. И готово. 25. 25 и сега еден академик каже и дека се 35%. И така, значи, договорот со Бугарија е исто темпиран во таа стратегија и на нашите соседи и на Брисел, етапа по етапа и тоа забрзано да се ликвидира македонскиот идентитет. Она што рековме и Тодор што рече, античкиот имот, културно-цивилизацијски, заедно со библиската слава на нашето име, да се даде како да е тоа нива во катастерот на Грција, а ова е словенскиот културно-цивилизацијски огромен имот, пак на македонската цивилизација, да им се даде на бугарите, топтан и не само тоа, и 19 и 20 век. Сите македонци, нели се сеќаваме на оваа перфидна декларација во Советот на Европа на Ковачев и кој беше онај другиот бугарски пратеник, каде македонците во Албанија се прогласија за бугари. Видите, тоа е уште едно повампирување на фашизмот во Европа. Директно мора да ги именуваме со вистинското име работите на враќање на Третиот рајх во Европа. Советот не е. Тоа не е преостро кажано, бидејќи нашето искуство со нив е така. И сега, тој договор со бугарите за добро соседство, мислам, знаеме дека тотално ќе биде непогоден за македонците. Зашто? Го кријат овие. Го кријат нормално за народот, премолчано, во 5 до 2, не се вего и готово, свршен факт. Инаку, ние знаеме што ќе содржи овој договор од изјавите на Божидар Димитров, вчера на Петар Стојанов, минате, бившиот преседател нив, па и на Бојко Борисов, кој одби да ја изговори нивната страшност, синтагма од која се плашат македонски јазик. И така натаму, и така натаму. Значи, не сме тоа да се крие од народот и не сме во име на народот така да се подпишува еден договор. Кои се тие во име на народот, на целиот македонски? Јас го слушам и Антонио Милошевски вели, дајте барем на затворена седница да дебатираме. Чекајте ве. Каков е тој ум на затворена седница да дебатираме ние за нешто што е... Одустане ја извади дебатата за транспарентноста за сите прашања. Шо ми е зборот? Тој договор не сме во штета на народот да се подпише така. Треба ли да не прашаат на референдум? Треба да. И македонски манифест
мисли да го повика на бойкот македонскиот народ, ја мислам и македонскиот светски конгрес ќе ни се придружи и да побараме референдум за овој договор, да се изјасни македонскиот народ дали со тоа се изведува на едно идентитетско губилиште покрај толку пати што е изведен на него. Господине Петров, споменавме додека трае рекламите дека институцијата председател на државата има инструменти во своји раце. Каква може да биде неговата? Во случајов на парламент со марионетска влада, која е подготвена на сите овие отстапки како велепредавство кон нацијата и државата, единствен легитимен инструмент по устав останува председателот на државата. Председателот на републиката по устав ја представува државата дома и во меѓународната заедница и во име на републиката ги склучува меѓународните договори. Председателот на републиката своевремено поднесе апликација за членство на Македонија во Обединетите нации и сметам дека оваа агонија со која се соочува нацијата веќе 30 години по дисолуција на поранешна СФРЈ треба да се заврши со едно писмо и јавен апел до председателот на републиката. Ако има намера да ја спаси нацијата и државата, да достави писмо до генералниот секретар на Обединетите нации во кој ќе каже благодариме на мисијата на Метју Нимиц како специјален пратеник на генералниот секретар и ви известуваме дека за Македонија разговорите за разликата околу државното име со владата во Атина дефинитивно се завршени. И да поднесе предлог Разликата која ја нема, нели? Која ја нема. Така гласи текстот на резолуцијата за прием во членство и на Советот за безбедност, затоа што кај нас ја дезавуира дека наводно не разговараме за разликите, туку договараме ново име на меѓународното поранешна Југословенска република Македонија. И самиот председател на републиката да достави предлог резолуција до есенското заседание на Генералното собрание, во кое што ќе се каже со една реченица државата со апликација број тој и тој го продолжува членството под незиното државно име Македонија со употреба на уставната додавка република. И на тој начин да ставиме крај. Таа резолуција на оваа агонија, таа резолуција во Генералното собрание не се носи со квалификувано мнозинство, туку со мнозинство од присутните во моментот на гласањето во салата каде што заседава Генералното собрание. На крајот на краиштата и да не успееме да обезбедиме заради обструкции кои веројатно Велика Британија, Франција, бидејќи тие имат право на вето во Советот за безбедност, и Америка ќе го вршат кон членките, мисиите на земјите членки на Обединетите нации. Меѓутоа, и да не успее гласањето, идната година, секоја година се држи Генерално собрание. Ние овие 30 години, ако тоа го повторувавме, ќе го со кондиционо ќе го обезбедевме тоа мнозинство, просто мнозинство од присутните за време на гласањето, за да дефинитивно го затвориме прашањето за името на Македонија. И затоа уште еднаш ние писмено повторно ќе се обратиме, меѓутоа и овој апел нека допре до неговиот кабинет и до самиот председател да ја искористи својата уставна позиција и да достави писмо до генералниот секретар на Обединетите нации за крај на разговорите, безусловен крај, и резолуција до Генералното собрание за продолжување на членството во Обединетите нации. На наша страна е пресудата на Меѓународниот суд во Хаг од 5 декември 2011 година, со која се суспензивното право на Грција за членство на Македонија во меѓународните организации и се потврди дека Македонија секаде во сите меѓународни организации може да членува и да аплицира под незиното државно име Македонија. И сакам за крај само да потенцирам улогата на шефот на државата во однос на потпишувањето на укази за законски решенија, доколку овие закони повторно пак се вратат во собранието пред пратениците бидат изгласани. Каква е само во таа позиција улогата на председателот? Какви ингеренции има тој?
законите за ратификација на меѓународни договори се носат со просто мнозинство на не помалку од 40 гласа од вкупниот број 120 пратеници. Председателот може да не го потпише указот за прогласување на закон што ќе го усвои собранието во било кое мнозинство. Меѓутоа, доколку председателот го одбие тоа, пратениците можат повторно да го вратат, односно владата да го врати законот во парламентарна постапка и ако добие мнозинство од вкупниот број пратеници, односно 61 најмалку, тогаш по сила на уставот законот влегува во сила. Основен проблем е што во уставот постои една системска грешка, намерна, а тоа е Уставниот суд не е надлежен да ја оценува согласноста на меѓународните договори со уставот на државата. И може со меѓународен договор кој ќе го склучи владата да суспендира одредби, дел или целиот устав, меѓутоа Уставниот суд по било кое барање за заштита на правата и слободите на граѓаните ќе се прогласи за ненадлежен, како што до сега 2 пати се прогласи за ненадлежен, кога прашав и во смисло на представувањето меѓународно страна на председателот, која представува државата како институција, како председател. Тоа ја представува и сметам дека е негово уставно право да се огласи со допис без макар и со спротивставени ставови од владата, меѓутоа тоа представува државата и тој единствено може да испрати допис до генералниот секретар за да го изјасни дека разговорите дефинитивно за нас се завршени. Само на тој начин ќе ја спасиме државата од агонија и од овие велепредавства кои треба да ни се случат се пред нас. Имавме денеска една средба на Иванов со Бели, од каде што произлезе некој заклучок дека е потребен нов импулс во разговорите за името. Ве прашав во однос на законските решенија, сакав и малце подетално и за оваа декларација која што се однесува на закон за употреба на јазици, меѓутоа не ни дозволува времето, само ќе го прочитам во интерес на јавноста дека декларацијата за суверенитетот, унитарноста и државноста, Светскиот македонски конгрес и Македонски манифест бараат со закон да бидат утврдени општините во кои покрај македонскиот јазик и неговото кирилско писмо во службена употреба е јазикот и писмото на малцинската етничка заедница, значи говориме за употреба на локално ниво, а не на ниво на цела територија на Република Македонија. По устав на целата територија на Република Македонија и во нејзините меѓународни односи единствено службен јазик е само македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Така треба да биде и така треба и да остане. Службената употреба на јазиците на малцинските заедници треба да биде право само во единиците на локалната самоуправа, каде што припадниците на една етничка малцинска заедница се мнозинство. Ќе видиме каква верзија на закон за јазици ќе добиеме, според дали она што пред или досега по изборите. беше во медиумите, најверојатно барањето на ДУИ на сите парати на албанците, двојазичност за целата територија, тоа значи целата администрација, сите барања да ги процесуира задолжително, независно од личните барања, на двата службени јазика. Господа, тука ќе ви се заблагодарам за присуството и за одвоеното време за дебата на телевизија Нова за декларациите на Македонскиот манифест и Светскиот македонски конгрес за сите прашања кои што ја тангираат Република Македонија во моментов, поврзани со односите со соседите и законските решенија кои се очекуваат да бидат имплементирани овде. Ви благодарам уште еднаш за отвоеното време. Дојдовме не обезнадежени, туку со намера да всадиме дух на борба кај сите за одбрана на името на државата и идентитетот на нацијата. Ви благодарам, почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Во продолжение следи уште еден информативен блок на телевизија Нова со колешката Елена Марковска.